Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа, креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе научиме како да креираме вакви анимирани гифчиња, кои што ќе може да ги споделиме во тим со учениците и да ги прославуваме сите нивни победи. Меѓутоа, истите вакви гифчиња може да се вметнат во презентација и за време на целото презентирање ќе бидат анимирани. И истите гифчиња може да ги вметнете во OneNote тетратката и на ист начин во OneNote тетратките да им дадете повратна информација на учениците. Страницата која ќе ја користиме за креирање вакви анимирани гифчиња е Animaker. Од Animaker веќе ги обработивме деловите за креирање на презентација од веќе креиран ваш лик. Имавме и видео за креирање на видео со овие анимации и она што ни остана е креирање на гифчиња кои што ќе ги употребите како прославување на победите и на успесите на учениците. И овие гифчиња ќе може да ги споделите во Teams, како гиф, ќе може да ги вметнете во вашите презентации, ќе може да ги вметнете во вашите OneNote тетратки. Сега кај го сториме се тоа чекор по чекор, меѓутоа пред да почнеме со креирање на гифчиња, да напоменам дека со Animaker, со бесплатната верзија, имате до 10 снимнувања на гифчиња во месецот. Значи, во текот на еден месец може да искреирате и снимнете до 10 гифчиња, но затоа па може да направите сметка со друга имейл адреса која што ја имате, па да искреирате уште 10, тоа би ви дало 20 гифчиња во текот на еден месец и по тек на неколку месеци ќе може да си направите една поголема библиотека со гифчиња кои би ги користеле како повратна информација за учениците и секако, како што рековме, гифчињата ќе ги направиме со вашиот искреиран лик. Одиме во делот на Create GIF, односно веќе почнуваме со креирање на GIF. Гледате дека има веќе зададено некои темплејти, меѓутоа ние почнуваме од празен темплејт. Она што ќе забележите кога ќе се отвори работната површина е дека е иста со работната површина која што ја видовме на видео и која што се разликува од работната површина при креирање на презентации. Се разликува во тоа што има некои анимирани елементи кои што се додаваат на слайдот. Некои од нив се бесплатни, но голем дел не се бесплатни. Ова е ефект на снег. И тоа е едниот дел кој што ги разликува гифчињата и видеата кои што се креираат во Animaker. Другиот дел е што може да се додаде музика во позадина, меѓутоа доколку овие гифчиња ги експортираме, односно ги симнеме како гиф, музиката што ќе ја додадеме нема да се симне. Интересно е што во делот на музика има и звуци кои што може да се вметнат и доколку вметнувате звук, тогаш во делот на Publish, кога ги симнувате, ќе мора да ги симнете како видео, за да може да се слушне и звукот во позадина. Доколку ги симнете како GIF, ќе има анимацијата, меѓутоа нема да го има тој звук. Значи, тие се разликите, овие анимирани додатоци, звукот и се разбира видео како позадина. Значи, може во позадина на вашиот слайд да се вметне едно видео и до ова видео да се вметне вашиот лик.
ќе додадам нов слајд и ќе го избришам овој слајд, бидејќи ние како позадина ќе ги користиме позадините кои што ги има. Има многу добри фотографии кои што може да се додадат во позадина и има бои како позадини. Тоа е она кое што јас го избрав. Мислам дека во примерот кој што ви го покажав најдов една добра позадина која што беше фотографија. Се обидам да ја најдам. Ја најдов некаде во делот на позадина, но секако може да ги искористиме и тие позадини кои што ни се понудени во делот на позадини. Да речеме ја избирам таа позадина и она што ќе направам е ќе го додадам ликот во делот на ликови, го избирам мојот лик, претходно искреиран лик, го подесувам на слајдот и сега ќе зборуваме малку за активности, за експресии. Значи, веќе спомнавме дека ликот може да има најразлични експресии на лицето и гледате дека се менува, како што ги менуваме експресиите, се менува лицето на ликот и дополнително покрај таа експресија може да додадете и активност, односно анимација. Во делот на анимации многу лесно ќе ги најдете тие анимации што се за прославување. Да речеме нешто како ова. Значи, кога пребарувате, во пребарувачот избирате Celebrate, прославување, и ќе ви излезат ваквите анимации. Го избирам ова. Ќе го зголемам малку ликот за да го опфати, за да биде на цел екран. И она што исто така е интересно е дека во делот на привлегување и излегување на карактерот на ликот на овој слајд може да се вметнат ефекти. Значи, кога ќе го изберете ликот, веќе ги искористивме тие акции и додавање на дополнителна акција. Веќе го искористивме моментот на додавање на глас во видејата каде што зборувавме за креирање на видео анимации. Во делот со боја може едноставно повторно да си поиграте со вашиот лик и да промените боја, да речеме, бојата на слушалките, да ја промениме во нешто друго. Гледате дека ја променив бојата на слушалките, значи многу едноставно може да си поиграте со боите на кои што ги има вашиот лик. Во овој дел Flip може да ја промените позицијата на ликот и во делот на Settings ќе ги најдете ефектите за влегување и за излегување. Доколку веќе сте работеле било која апликација за презентирање како PowerPoint, сите овие ефекти ќе ви бидат познати. Зум, појавување од лево и од десно, влегување од било која страна, горе, долу. Значи, сите тие ефекти веќе ги има во сите скоро апликации за презентирање
Меѓутоа, она што е интересно и посебно за Animaker се овие раце, односно некоја рака да го донесе ликот во слайдот. Значи, кога ќе отидете на раката, може да изберете каква рака да го донесе, а во овој дел избирате дали од горе или од долу. Да речеме за влез, сакам од долу да излезе некоја рака и да го вметне ликот во слайдот, и се враќам за излез, повторно одам на најдолу каде што избирам значи од лево од лево некоја рака да го собере ликот и ликот да излезе од презентацијата. Да прегледаме како ќе изгледа сето тоа. Значи, еве, раката го вметна ликот во слайдот. Ликот за цело време е анимиран и го тргна од лева страна, онака како што и дадов инструкции. Завршив со креирање на овој гиф, да речеме овој гиф го креирав за да го искористам кога некој ученик ќе даде точен одговор или има точен одговор во неговата OneNote тетрадка. И во делот на Publish ќе може да изберам да го симнам тој гиф. Избирам симни, како што реков, имате право до 10 гифчиња да симнете во текот на еден месец. Симнувањето ќе потрае и она што уште спомнав беше дека доколку вметнете звук и ако го симнете како гиф, тогаш нема да може да се слушне звукот, и ако сакате да имате нешто како гифче со музика во позадина, со некој звук во позадина, покрај анимација да има и звук, тогаш ќе треба да го симнете како MP4. Симнувањето на гифчињата оди доста пократко за разлика од симнување на видео, кое што доколку испробате ќе видите дека трае доста подолго. Додека се симнува, вие може да отидете во делот на Manage Exports, во делот на My Projects, односно мои проекти, ќе може да ги најдете сите ваши креирани, а во Manage Exports ќе може да ги најдете сите експортирани кои што може да ги симнете. И ве гледате дека завршив со експортирање на гифот и го симнав. Одиме во Teams. Во Teams имам креирано еден канал кој што се вика Вести, и во тој канал вметнувам соопштенија, битни соопштенија за учениците, погледни видео час, не заборавај денес имаме час, се гледаме утре. И тој простор ќе го користам исто за споделување на вакви гифчиња. Едноставно го прикачувам од мојот компјутер и го вметнувам. Дополнително може да тагнам некој ученик, да речеме ученик број 1, сакам да му кажам браво и го вметнувам тој гиф. Гледате дека за цело време е анимиран. Истиот гиф одам во PowerPoint презентација и може да го вметнам. Значи едноставно insert picture, вметни фотографија, ќе го најдам во downloads и може да го вметнам, и како што гледате во PowerPoint тој постојано е анимиран. Она што е потребно да направам доколку сакам истиот гиф да го вметнам во OneNote, бидејќи во OneNote не може да го вметнам како фотографија и да е анимиран, потребно е да го аплодирам на Giphy, бидејќи OneNote дозволува да се ембедира, односно да се вметне GIF кој што е поставен на Giphy. Значи го отвораме Giphy и во делот на Upload, односно вметни,
го вметнувам гифот кој што го креирав и еве го веќе тука. Избирам upload to GIF, to Giphy, значи го вметнувам на страницата Giphy и таа ќе ми генерира линк кој што во делот на линкови кој што може да го соберам. Она што е најбитно е тоа што овој скратен линк не функционира во OneNote, значи секогаш земајте го подолгиот линк, одам и ја отворам OneNote тетратката и едноставно избирам во тетратката и го спуштам. Control V го спуштам линкот и гледате дека гифчето автоматски ми се вметна.